Владимир Ѓоргиев е истакнат македонски фотограф со 40 годишно богато искуство во уметничката и комерцијалната фотографија. Неговото патување во светот на фотографијата започнува со црно-белата техника и сопствена лабораторија, создавајќи уникатен фотографски ракопис кој постојано еволуира. Неговиот опус опфаќа широк спектар на жанрови, од модна и портретна фотографија преку уметнички акт до макро и пейсажна фотографија. Мајсторството во работата со светлото и исклучителното чувство за естетика го издвојуваат неговиот стил, што е особено видливо во неговите едиторијали и насловни страници за престижни списанија. Се наоѓаме во Младинскиот културен центар, каде на 3 април свечено беше отворена 8-та самостојна изложба на фотографот Владимир Ѓоргиев. Тековната изложба ќе биде отворена се до 23 април, а прекрасните дела на фотографот Ѓоргиевски ја воодушевија присутната публика на отварањето. Тоа секако беше повод и нашата екипа да ја посети изложбата и да ги забележи неговите најнови дела, изработени по една нова и модерна технологија, односно начин, за кој што ќе ни каже нешто повеќе и самиот автор. Владо, пред се честитки за оваа прекрасна изложба и за овие извонредни дела кои што зрачат и со убавина, и со женственост, и со мистичност. Колку време ја подготвуваш изложбата? Ако би го цитирал Пикасо, ја подготвувам 40 години. Убаво кажано. Да. Ова е цел мој минат труд. Конкретно 2 месеци работев на материјалот и искочи тоа што го гледате сега. Работев некои нови техники на осветлување, малку покомплицирани. Моделите се женски тела, нели, и портрети. Не беше баш лесно да се дојде до некој убав сетинг кој што сакав да го добијам, затоа вежбав малку и на манекен кукла, за да не гњавам модели, да си играм јас со светло додека тие позираат и се појави тоа што го гледате сега. Колку купно дела се изложени? Големиот проблем беше од околу 200 фотографии да се изберат овие 40, тоест 39 фотографии, затоа што сите беа добри. И така да сега се 39 фотографии, печатени се на многу квалитетна хартија, галериска хартија, и се прв пат толкава изложба направив со толкави принтови кои што се мислам дека едно 4-5 пати поголеми него до сега што сум правил изложби. Што ти беше најголем предизвик во процесот на правењето на фотографиите за конкретнава изложба? Тоа е предизвикот, новиот начин на осветлување. Не сите. Значи, тука има и класични актови. Што ти беше најтешко? Имаше ли фотографија, композиција, момент што ти беше тешко да го доловиш, да дојдеш до конечниот резултат? Не ми беше тешко да го доловам, затоа што спомнав дека малку вежбав на страна со вештачки модел, за да после кога дојдат моделите да тоа иде лесно и гладко. Оваа изложба е од продажен карактер. Мислам дека после толку години можам да кажам дека можам да направам уметничко дело, тоест фотографија која што може да биде закачена на зид. Неговиот препознатлив ракопис може да се види на странски списанија, музички албуми, билборди, како и на самостојни изложби во и надвор од Македонија. Ѓоргиев е мајстор на светлото, кој подеднакво суверено се движи помеѓу уметничкиот акт и комерцијалната фотографија, создавајќи дела што ја слават убавината во сите нејзини форми. Последните 12 години активно работи и во полето на сток фотографијата, додека во најновата изложба «Игри на светлината» се враќа на своите омилени теми
уметничкиот акт и портретот, демонстрирајќи врвно мајсторство во манипулација со светлото. Како што беше предизвик за тебе да се направат овие фотографии, веројатно своевиден предизвик представувало и за самите модели кои што се насликани на овие фотографии. Тука нема професионални модели, тоа се, како да кажам, најнормални девојки кои што стекнаа доверба во мене за да можат да го испозираат ова. Балканот е се уште многу тежок терен за ваков тип на работа. И проблемот е првата сесија, а на сите им е прв пат. Но, сега е многу полесно со дигиталната ера, кога порано на филм треба да позира, па ја фотографирам, па не знаеш што се прави, што ќе искочи, па треба една недела да помене да покажам фотографии. Сега тоа иде директно. Сликам, покажувам, добро, не е добро, окей, идеме понатаму. И тука е леснотијата што моделот веќе е комотен уште на сам почеток на сесија, кога ќе веќе им покажам што се работи. А муабетот за фотографирање е секогаш тежок. Кога ќе кажеш ми треба за акт, мислат кој знае што ќе се десува, ќе се случува или. Но сега имам добро портфолио кое што на кого и да го покажам, веднаш кажуваат може или не може. Спомнавме дека изложбата ќе биде отворена се до 23 април, а сите посетители што ќе дојдат да ги видат фотографиите имаат можност да скенираат баркод, што истакнат под секоја фотографија и на тој начин да дојдат до сите информации за истата. Да, тука ми влегува во пресред Сиси партнер кои што ми помогнаа да се направат овие баркодови и да може онлайн да се купи секоја од фотографиите. Дали по завршувањето на изложбата тука во Скопје, во МКЦ, може би планираш да ги однесеш фотографиите и во други градови низ земјава? Јас не планирав дури ни за изложбата да се случи вака како што се случи, све испадна многу спонтано после 12 години пауза. Работев само сток фотографија, така да и изложбата верувам дека ќе отиде на други места, бидејќи пријатели кои што знаат други луѓе, нели, ми предложија да ја направам и во Софија, и во Москва, и во Њујорк, и во Чикаго, можеби Брисел, така да ќе видиме каде ќе отиде следно. Владо, јас ти благодарам за овој разговор и посакувам изложбава на вистина не само да ја обиколи Македонија, туку да го обиколи и светот, и уште еднаш комплименти за ова што го имаш направено овој пат. Тоа е и планот и благодарам што дојдовте.